Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Димчо Муцунски учествува на самитот на НАТО во Анкара како дел од државната делегација предводена од претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Самитот се одржува на покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте. На него се очекува да бидат донесени важни одлуки поврзани со иднината на алијансата и со безбедносната состојба во Европа и пошироко. Според Муцунски, главни теми на разговорите се заекнувањето на колективната одбрана, инвестициите во одбранбените капацитети, реализацијата на одлуките донесени на минатогодишниот самит во Хаг, како и исполнувањето на обврските за издвојување поголеми средства за одбраната. На агендата се и прашањата поврзани со споделувањето на товарот меѓу земјите членки, поддршката за Украина, развојот на одбранбената индустрија и справувањето со актуелните регионални и глобални безбедносни предизвици. На маргините на самитот, министерот Муцунски остварил билатерална средба со министерот за надворешни работи на Холандија, Барденсен, како што информираше на средбата било разговарано за билатералната соработка меѓу двете земји, европските интеграции, актуелните регионални прашања и понатамошното заекнување на партнерството во рамки на НАТО. Од Министерството посочува дека учеството на македонската делегација на самитот представува можност за продлабочување на соработката со сојузниците и за потврдување на заложбите на земјава како активна членка на алијансата во услови на засилени безбедносни предизвици. Судиката Даниела Димовска е избрана за нов претседател на Основниот кривичен суд Скопје, одлучи денеска Судскиот совет на Република Македонија по спроведената постапка за избор. Изборот следува по јавен оглас на кој се пријавија двајца кандидати. Димовска, која досега извршуваше функцијата како вршител на должност, председател на судот, и судијата Ивица Стефановски. Судскиот совет ја избра Димовска со 11 гласа за, а таа ја доби потребната поддршка и при гласањето според Бадентеровото начело. Одлуката на седницата е соопшти председателот на Судскиот совет Александар Камбовски, кој констатираше дека советот донел одлука Димовска да биде именувана за председател на Основниот кривичен суд Скопје. Председателот на Комисијата за избор Ивица Николовски информираше дека двете кандидатури биле уредни, дека кандидатите ги поминале сите предвидени фази од постапката, вклучително и тестирањата и интервјуата. Димовска веќе една година извршуваше функцијата како вршител на должност председател на Основниот кривичен суд Скопје. Предходно беше судија во одделението за организиран криминал и корупција, каде постапуваше по предмети поврзани со организиран криминал и висока корупција. Со денешната одлука таа и официјално го превзема раководењето со најголемиот кривичен суд во државата. Еврокомесарката Марта Кос денеска предстојува во Скопје, каде ќе оствари средби со највисоките државни представници. Посетата е посветена на европската перспектива на земјата, спроведувањето на реформи и натамошната соработка со Европската унија. Во рамки на посетата Кос ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски, пошто е предвидена заедничка пресконференција. Таа ќе има средби со вице-премиерот и министер за европски прашања Беким Сали, како и со председателот на собранието Африм Гаши. Главни теми на разговорите ќе бидат напредокот на земјата во евроинтегративниот процес, реализацијата на реформската агенда, како и искористувањето на можностите што ги нуди планот за раст на Европската унија за Западен Балкан. Се очекува на средбите да стане збори за следните чекори во процесот на пристапување на земјава кон Европската унија. Во текот на посетата еврокомесарката ќе го посети студентскиот дом Стив Наумов, кој неодамна беше реновиран со финансиска поддршка од Европската унија. Посетата има за цел да ги истакне придобивките од европската финансиска помош и инвестициите во образовната инфраструктура. Директорот на Центарот за управување со кризи Мухамед Али најави дека наскоро граѓаните ќе можат да ја користат новата мобилна апликација Where Are You, која ќе овозможи и побрза, попрецизна и поефикасна комуникација со службите за итни случаи преку системот 112. Со новата апликација, корисниците ќе можат директно да ја испратат својата точна локација од местото на настанот, како и фотографии и видеоснимки, што ќе им овозможи на надлежните служби побрзо да ја проценат состојбата и да испратат соодветна помош. Една од новините и можноста за директна видеокомуникација со оперативниот центар, што ќе овозможи операторите во реално време да добијат дополнителни информации од местото на настанот и поефикасно да ја координираат интервенцијата. Апликацијата ќе ја содржи функцијата Silent Call, наменета за жртви на семејно насилство и лица кои се наоѓаат во опасност. Со оваа опција граѓаните ќе можат безбедно, без да зборуваат, да побараат помош, што е особено важно во ситуации кога телефонскиот разговор може да ги доведе во дополнителен ризик. Од Центарот за управување со кризи велат дека воведувањето на новите функционалности е дел од процесот на модернизација на системот 112. Целта е да се обезбеди побрз одговор на итните служби, попрецизно пренесување на информациите од терен и повисоко ниво на безбедност и заштита за сите граѓани.
Цените на нафтата на светските пазари забележаа раст од речиси 3% по новата ескалација на тензиите меѓу Соединетите Американски држави и Иран. До поскапувањето дојде откако САД започнаа нови напади врз Иран по објавите дека Техеран нападнал 3 бруда во Ормуската теснина, еден од најважните светски поморски коридори за транспорт на нафта. Цената на суровата нафта од типот Брент, кој представува меѓународен репер, утрово порасна за 2,6% и достигна $76,9 за барел. Во исто време американската референтна сурова нафта поскапе за ист процент, се тргуваше по цена од $72,25 за барел. Американските медиуми потсетуваат дека цените на нафтата неудамна се вратија на нивото на кое беа пред почетокот на конфликтот со Иран, но новите безбедносни случувања повторно предизвикаа загриженост кај инвеститорите и влијаја врз движењата на енергетските пазари. На девизните пазари американскиот долар зајакна во однос на јапонскиот јен и достигна вредност од 162,38 јени, додека курсот на еврото остана речиси непроменет, изнесуваше 1,141 американски долар. Според аналитичарите, геополитичките тензии натаму ќе бидат од клучните фактори што ќе влијаат врз движењето на цените на енергенсите и финансиските пазари. Конфликтот меѓу САД и Иран повторно ескалираше откако американската војска изврши напади врз повеќе од 80 цели во Иран, како одговор на нападите врз 3 комерцијални брода во Ормускиот теснец. Според Американската централна команда, цел на операцијата биле системи за противвоздушна одбрана, командни центри, крајбрежни радари, противбродски ракетни позиции и објекти на иранската револуционерна гарда. Паралелно со војната операција, Вашингтон повторно воведе економски санкции за извозот на иранска нафта, дополнително зголемувајќи ги тензиите меѓу двете земји. Американските власти наведуваат дека нападите се одговор на, како што велат, прекршувањето на договорот за прекид на огнот и загрозувањето на слободната пловидба низ Ормускиот теснец. Од иранска страна следуваше брз одговор. Иранската револуционерна гарда соопшти дека извела напади врз 85 американски војни цели во базите во Кувајт и Бахрейн, додека официјален Техеран ги обвини САД за кршење на меморандумот за разбирање подпишан во јуни, најави дека ќе превземе решителни мерки за заштита на националната безбедност. Ормускиот теснец низ кој вообичаено поминува околу 1/5 од светската трговија со сурова нафта и течен природен газ, повторно е во центарот на глобалното внимание. Новата ескалација предизвика загриженост кај меѓународната заедница и дополнителен притисок врз енергетските пазари. Управата за хидрометеоролошки работи издаде метеоаларм за денеска поради засилен до силен ветер кој на одделни места ќе достигнува брзина поголема од 60 км/ч. Според прогнозата, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во попладневните и вечерните часови. На повеќе места ќе има услови за локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој долж поврдаријато попладне повремено ќе биде силен. Утринските температури ќе се движат од 9 до 20 степени, додека максималните дневни ќе достигнат од 29 до 36 степени Целзиусови. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне во одделни делови од котлината ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи, ќе дува и повремено засилен ветер. Од Управата за хидрометеоролошки работи препорачуваат граѓаните да бидат внимателни при престој на отворено, особено во попладневните часови кога се очекува нестабилното време да се засили и ветрот.